Dragi prijatelji, večer odlučuju da se obratam со видео обраќање. Бидејќи многу работи се случуваат во светот, значи ќе зборувам повеќе за геополитиката. Поточно оно што ни се го нарекуваат пандемија, него е пандемија, тоа е епидемија, бидејќи со помални размери и целта е само да се предизвика страв кај луѓето, нормалниот живот да се прекине, социјалниот живот и така натаму. Тука ќе обработам повеќе теми. Прво ќе обработам САД, кој навистина владее во САД. Ако добро се погледне, гафовите што ги дава во последно време новиот претседател на САД Џозеф или Џо Бајден, ќе дојде до едно изненадување кој го ја малку бев изненаден, не бев изненаден од неговите гафови. Српскиот портал Веб Трибуне, линкот ви го ставив, јавува дека Џозеф или Џо Бајден, претседател новиот на САД, досега нема одржано ниту една пресконференција за новинарите. Од причина се чува настрана, значи скоро 2 месеца е на власт, месец и по два колку, за да поради неговите гафови. Што зборува дека во овој момент големо е прашање, и минатиот пат кажав, кој владее со САД. Во исто време се отвора една војна помеѓу Бил Гейтс и Владимир Путин. Тоа е војна со вакциниве. Во таа војна веќе влезе Европската унија и многу интересна информација изнесува во N1 дневникот, значи српска телевизија кабелска, која каже дека на 17 март, значи сега во среда, Европската унија треба да донесе одлука дека во Европската унија може да се патува само оние кои се вакцинирани со вакцините кои ги одобрила Европската унија. Знаете кои се само западните вакцини. Значи Pfizerот, многу штетна, Модерна, Астрогеника и Джонс, како беше, не ми текна, тоа е една британска вакцина. А што е несмешно, мислам најтрагикомично, у видеото кое покрај моето постирано, има и видео од исто српска емисија, После ручкот, они ни викат После ручка, каде гостува доктор Несторич уште со 3 гостини, што изнесува за мене познати податоци, за вас неверојатни ќе видите. Прво треба да знаете една работа. На многу е познато од вас дека наводно е дека COVID-19 или коронавирус е создаден во Вухан, во лабораторија, мислам во Вухан, но ќе се знаете кој е мнозинскиот собственик, а тоа е Бил Гейтс. Исто така може би ќе ви изненади кој е мнозинскиот собственик на Pfizerovата вакцина и Модерна. Пак е тука Бил Гейтс. Значи, во Европа, ако идете со друга вакцина, без разлика дали си вакцинирани, ќе мора прво да правите тест на самиот влез и тука е карантин. Но ова е нормално, по наредба на САД, се гледа дека веќе кој владее таму, не мора да се потенцира, но ова е насочено токму против руската и кинеската вакцина. Например, кинеската вакцина опште досега не ја испитуваат во Европската унија дали е безбедна, а на 3 месеца се испитува руската вакцина. Но што е тука интересно? Една Унгарија која се вакцинираше најмногу со кинеската вакцина, значи Орбан, премиерот на Унгарија кој е вакциниран со кинеската вакцина, му се забранува влезе во Европската унија, се дел од Европската унија. Тоа се толку трагикомични работи, значи самата Европска унија ќе насада. Се тоа се прави поради економскиот колапс и предизвикување, да кажеме, намален население, што викаат златна милијарда или пола милијарда, но тука Западот си го покаже само врага, значи, ако добро погледнете, кај се најголемите економски колапси на Западот. Значи, многу пати ви кажав, ако треба уште 100 пати ќе повторам,
Sad je най-задължена. По нея е Велика Британия, трета е Германия, четвърта е Франция, пета е Япония, шеста Люксембург, седма Италия и така нататък. И кажа, и Европската уния на що е основана, коя е основата, това е Франция, Италия и Германия. И що е най-интересно, Италия и Норвежка я забрани и я повлекла значи вакцината от AstraZeneca, što е къде е мнозински собственик Бил Гейтс, като ще рекол. И тук бидейки има много несакани ефекти, много смъртни случаи и друго. А исто така в емисията, ovo не съм го знал, мора да предам, koja izaziva доктор Нестороvić, значи в сръбската емисия видео е препоръчвано да погледнете, стvarno е дълго, 2 часа, майки слушате много невероятни податъци. Буквално податъци, що ono što ja досега ви го кажал. Он изнесува податък дека Универзитетот во Оксфорд утврдил дека вакцините, западните збораме, значи руската не е изражувал, предизвикуваат 60% стерилитет. А кој беше планот на Бил Гейтс? Да се намали населението. Но кој ќе погледнете и сајтот на Светската здравствена организација, ќе видите спротивно собствени ефекти. Се намалува населението и најмногу заразени и починаци има толку на запад, во овие земји. Што значи си пука во ногата, сами ќе си остават јажето ко врасот. Ви кој ќе погледнете Кина, зборам за сајтот на Светската здравствена организација, например, вчера имаше само 7 луѓе заразени. Ево, од градата во која живеам има 94 стана. Не е исклучено толкова бројка да имало тука вчера, например. И втора работа, тестовите што се користат не са сигурни. И би сака интересна изјава да дам, не сеќам како се каже гостинот, што ја постинал во видеото. Кој се заразил, значи, од коронавирус без никакви контакт, не само неговата сопра и синчето, и човекот одлучил да направи крвна слика и си тие работи, и докторите посетил чак и руски лаборатории, го прошувале од што си застроен. Прошо го зборам. Значи, не се работи за вирус. Ова е бактерија која ни го три организмот, а се тровиме преку запрашувањето, авионите, значи помалку преку контакти. Затоа многу пати ви кажам и сега ви повторувам, значи обовезно маска кога сте надвор, не се сигурни кој сте дома, бидејќи воздух мора да влегува, без разлика какви протвори имате, мора да се вдише. И внимателно, и памет у глава, и превентивни работи взимајте. Еве, например, во второто видео, значи покрај моето обраќање, кој што реков, што е овде на српска, мислам дека е дали кабелски сајт, значи, или телевизија, не сум сигурен, да не се лажеме, емисијата и се вика после ручка или после ручка, од како сакате, каде изнесува многу податоци, кои превентивни мерки се тука доктор Нестороvić уште 20 и што треба да се прави. Значи, да не должам многу, значи званично почната војната помеѓу САД, поточно Бил Гейтс и Русија, каде се најавува блокирање на руската вакцина, знаеме дека она е најефективна и работена на база на ебола. Значи, по сите стандарди што треба да се прави, а прашање е профит, а не се гледа на луѓето, но најмногу ќе бидат заразени оние нормално што се со западните вакцини. Ја тие причини уж еднашка ќе повторам, може би се веќе 10 пати кажал, тие причини досега не е обвинувал владата зашто нема вакцини. И добро е председател Педаровски што кажа на изјава, мене ми израдува, што Pfizer не склучувал договори со земји по 2 милиона и 2 милиона жители. Значи, тоа ќе го спаси нашиот народ. А целта на Бил Гейтс, значи, беше намалување на бројот на население на земјата, а знаеме каде се, има најмногу луѓе, тоа се Африка
Индија и Кина. Зашто се случи се обратно? Во намало бројот на населението токму во нивните земји. Нивните земји уште повеќе страдат. Исто така ќе слушнете една изјава на доктор Несторич, која веќе долго време тврдам, моите анализи нормално, дека пандемијата вирус во моментот не се запира од причина што ќе предизвика многу социјални немири. Бидејќи, како што му кажа некаде околу 38% ќе останат без работа. Значи можеме да очекуваме многу наши гастарбајтери да не се враќаат. Во САД е веќе на 30% поминато, од 4 што ги имаше, додека Трамп беше нормална власт. Убаво му кажа дека, и јас тогаш кажав дека короната токму за да се осимне, но правија многу лоши проценки и тука не мине конфликт, кажав, на глобално ниво, бидејќи секоја економска криза донесува до војни, предизвикува војни, тоа го покажа и Првата и Втората светска војна, но тоа ќе се случи најверојатно ќе бидат предизвикани на Балканот. Балканот бил причина и за Прва и за Втора светска војна наводна и така натаму. Го помене, мислам, во моето браќе минаток, кажав на моите сограѓани албанци да внимават да не бидат вовлечени, кај што ќе гледат колатерална штета, иако да се разбереме со западните вакцини, цела Европска унија ќе биде колатерална штета, особено оние што не се свесни како Унгарија, иако да се разбереме и кинеската вакцина не дава некоја безбедност, но не дава и несакани последици. И од тие причини, кој што реков во минатото видео, Кина побара од Русија да прават заедничка вакцина. Значи сајтот, добро, кој ќе погледате на Светската здравствена организација, кој што реков, Кина има само 7 заразени, ќе видите дека Африка има многу малку заразени, Индија исто така, барам према бројот на населението. Најмногу има заразени, например Германија има дупло повеќе заразени и починати од Русија, Франција, Велика Британија, Шпанија, Италија, да не збориме. Што тоа зборува дека сепак Русија подготвено, онеми лекови, не само значи вакцини, а најмалку е вакцинирано токму во Русија. Значи, самата германска министерка кажа русите ни нудат вакцини, а они масовна вакцинација не спроведува. Во Русија исто така беше дозволено контролирано загадување, запрашување, од авионица, додека Кина не го дозволуваше тоа и од оваа причина они имаат најмалку заразени. Самиот податок дека Кина само 38 милиона од 1.300.000 ги вакцинирала. Многу зборува луѓе. А и најстрашна работа, јас се зачудив, не го знае, дека наводно кај што е создаде вирусот COVID-19 е создаден во Вухан, а мнозинскиот собственик на таа лабораторија бил токму Бил Гейтс. Повеќе здравје. Затоа внимавајте, така да поволку надвор и кои излувате обавезно маски, инаку на владата не им препорачувам многу со забраниве за работа на луѓево, повеќе да се обрне внимание, значи и со контакт не доаѓа толку заразно, колку на воздуха се. Добро, мислиме не муки да го спречиме запрашувањето, за да го спречиш, што треба да имаш право добар ПВО систем и така натаму. Тоа ние го немаме, така да цаа причина нити може и се забележи и да престанат, ги молам позицијата да се глупират со набавка на вакцини. Ако не може да се набави руска, ја не препорачувам ни една друга. Кинеската факти дека дава најмалку несакани последици или нема некои последици, но и најмалку е корисно. Значи не заштитува. И било што кажува доктор Несторич, може најмалку до 6 месеци да заштити, може само природните да работи, а тие кои се природни, ја не сум лекар нормално, ќе го слушате во второто видео, затоа ви препорачувам без разлика што толку голема 2 часа да го погледнете внимателно.
Инаку, интересна работа уште ово да кажам, да не ви давам многу. Значи со забраната што сака да ја воведе Европската Унија за влез за оние што не се вакцинирани со западните вакцини и ќе се прави тест, најмногу ќе ги погоди току нашите политичари. Зашто? Тие највише патуваат таму. Значи ќе мора да се вакцинира со нивна западна, не со руска вакцина. Ако сака да појде до Брисел и така натаму. Нормално ако се усвои ово на 17 март, поточно во среда. Драги пријатели, затоа велам памет у глава, не брзате се вакцинирањето, пошто зашто? Чувајте се, помалку надвор и кога се, значи надвор, обавезно маска. Обавезно, без маска не излегувајте. Ви посакувам добра ноќ и уште еднашка памет во глава.